Поразот на Виктор Орбан е пораз и на неговите најважни партнери од Србија, Северна Македонија и Босна. Во Србија ова пак ја зголемува надежта на опозицијата дека ќе се смени владата на Вучич. Ова се само дел од надписите кои деновиве осамна на германскиот весник Frankfurter Allgemeine Zeitung, а на кој денеска се повикува опозицијската СДСМ, од каде велат дека со ова се потврдува европската перцепција за Македонија предводена од Мицковски, но и како што рекоа, како опозиција ќе бараат истрага на сите бизнис делки на релација Орбан-Мицковски, а од Министерството за правда и натаму ќе бараат враќање на Груевски. Вчера Германија и Европа го разобличи Мицковски. Го нарече, цитирам, авторитарен политичар. И го стави во друштво на Вучич и на Додик. И целата екипа ја нарече авторитарно братство. Оние политичари кои што беа под директна заштита на Виктор Орбан. А тука секако спаѓа и Христијан Мицковски, наречен Орбан Джуниор. Сакам да упатам директна порака до Министерството за правда. Без одолговлекување, веднаш да се пристапи кон барање да се врати Груевски онаму каде што го направи криминалот. Премиерот Мицковски пак денеска, одговарајќи на новинарско прашање, ја повика опозицијата да биде рамноправна и исто толку критична и кон Васко Ковачевски и да побара од него да се врати и да одговора пред институциите, а додаде и дека имал чувство дека, како што рече, наскоро високи функционери и поранешни на претходната влада предводена од СДСМ ќе биле опфатени од органите на прогонот и ќе застанеле пред лицето на правдата да одговараат за своите постапки. Но она кое што загрижува е фактот дека од опозицијата се уште не ја научија лекцијата и се уште живеат во ној свој паралелен свет, па никако не можете да слушнете, да речеме, да го повикаат Васко Ковачевски да се врати и да се соочи со правдата. Имам чувство дека набргу високи функционери од претходната влада на СДСМ, поранешни премиери, председатели на влада, нивни блиски, од семејството и така натаму ќе бидат опфатени со одредени прогони. Имам чувство, не велам дека имам информација, имам чувство. Откако по падот на Орбан повторно се актуализираше темата за екстрадиција на Груевски и опозицијата почна да бара одговори од Министерството за правда, од каде веќе посочија дека ги собираат сите документи од правосудните органи и обвинителството, за потоа истите да ги доставеле до унгарските власти за да бараат враќање на Груевски, кој од Орбан најпрвен доби политички азил, а потоа и државјанство.